Последното постигнато зголемување на откупните цени за ланскиот тутун, иако минимално, во никој случај не е резултат на грижата на власта за оваа земјоделска гранка, како што се фали министерот Николовски. Напротив, тоа е резултат исклучиво на тивкиот бојкот на откупот и солидаризираноста на тутунопроизводителите, реагираат македонските тутунари по фалбите на ресорниот министер дека оваа влада правела се за да имаме развојно и одржливо производство на тутун и дека тутунарите паметеле и знаеле која цени и вреднува нивната мака. Значи, целата заслуга за покачувањето на цената е благодарение на тутунопроизводителите со нивниот тивот бојкот. На никого друг. Сега ќе направам само една разлика. Например, годинава имавме најниско производство на грозје со само 7%. Гроздарите добија иста цена од 14 до 16 денари. Без никакво зголемување. Арно ама, тутунопроизводителите годинава се за едно големо браво и само тие успеа да дојдат до ова поголемо покачување. За тутунарите невиден срамен абсурд се испоредбите кои министерот ги правил со откупните цени од 2016 година, бидејќи како што велат, тогаш килограм сирење било 200 денари, а сега е 500. Во 2016 килограм тутун беа 10 леба, во 2024 килограм тутун се 9 леба. Тогаш литар млеко беше 40 денари, а денес е 80. Реагираат тутунарите и револтирано прашуваат зошто не се прави иста ваква споредба и со платите на функционерите. За социјалната кошница воопшто не сакам да разговарам. Значи, таа стигната е до 60-70 денари. Ако може социјална кошница да важи за сите вработени во Македонија, па зошто не би важела и за самите земјоделци? За крајот од неделава од Националната земјоделска мрежа најавуваат нов состанок во Радовиш. Тема на состанокот ќе бидат барањата кои ги имаат и за кои очекуваат дека ќе им бидат реализирани од новата власт. Доколку сакаме да имаме развојно земјоделство и Македонија да биде што помалку увозно зависна за храна, тогаш новата влада мора сериозно да се посвети на реализацијата на барањата на македонските земјоделци. Дециден е Димитриевски.